Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени. Драги слушатели, продолжуваме со разговорот со нашиот денешен соговорник, господин Ристо Поповски. Господин Поповски, вие напишавте книгата Клеопатра седма Македонка или Македонката седма Клеопатра. Таа е последна македонска царица во Александрија и посветена е на македонскиот народ, особено на македонките, на вашата мајка Менка, покојна, сопругата Јадранка, ќерката Ана Марија и синот Јан Кристијан. Клеопатра, таа владетелка македонка. Кога ја напишавте книгата и од кои содржини и теми? Па видите, Клеопатра јас ја имам напишано уште 1992 година, после распадот на Југославија, се заинтересирав повеќе за Македонија и првото што успеав да направам тоа беше пишување на германски. Ја напишав како една брошура за Клеопатра и ја делев на македонците во диаспората. Така. За да научат од кај се и што се. Многу ми се исмеја како Клеопатра македонка. Па кам ево гледајте, читајте, па ќе видите тоа го пишуваат сите историски факти. Дали се сега уверени во сето? Да, сите сега знаат, сега нема кој не знае во Македонија дека таа е македонка. Меѓутоа во тоа време беше стварно смешно некој да каже дека е македонка. Оти таа се прекажуваше како дека била египтјанка и така натака, и грците сега вика дека е гркика и така натака. Меѓутоа таа си е македонка, од македонско потекло, со македонска фамилија, тука ги имаме сите лози и така таа е седмата, затоа што пред неја има 7 во Птоломејското династија, имаме 7 Клеопатри, за да се знае која е, таа е седмата. А иначе Клеопатри има стотици низ македонското царство, така да и ќерката на Филип, тоа сестрата на Александар, се викаше Клеопатра, па Филип се жена со една Клеопатра и така. Така да има многу Клеопатри. Ама за да се знае дека ова беше најславната и големата царица, Божја ќерка, исто како што беше и Александар Македонски, таа доаѓа со незиното раѓање во Птоломејската династија и за незе Птоломеј трети. Не, на Птоломеј 12. Таа е ќерка на Птоломеј 12. Така да имаме 12 Птоломејци пред тоа. Птоломеј Шотер е првиот генерал, полубрат на Александар Македонски, која основа таа династија во Египет, и од тука почнува да се шири таа Птоломејска династија. Во сликата Клеопатра се гледа со царското обележје. Лента на главата што ја носат македонските цареви. Како е тоа демистифицирано или откриено? Па видите, таа лента се носи ради победата. Таа лента има секој македонски цар на секоја пара. Ако видите, тие ленти ги носат, тоа значи победа. И на таа слика што ја видовте сега, тука е Клеопатра прикажана со македонската трака. Има и на повише слики, на главната слика што е на книгата, ја носи траката, ако сте ја приметиле вака, тука има трака. Да. Гледате, возгора, тоа е трака на македонците. Такви траки само македонците носели, немало друг. Дали таа како владетелка била сурова во своите владења или одела по кодексот на законитостите во тој период на предпочит? Видите, Клеопатра е родена во царска палата, во царските дворови. Таа е во царската соба родена, во една од најраскошните, најбогатите тогашни династии на светот. Таа имала сите можности да се школува најубаво, да биде многу интелигентна, таа била невидено интелигентна, паметна, таа имала дарба за се, а поготово била многу убава. Таа била толку прекрасна убава, кога мажите ја гледале, тие се топеле пред неја.
Таа била нешто невидено и тоа по сликите кои ги има скулптури и така натака можеме да видиме дека Клеопатра стварно била единствена на земјината ока со убавена. И таа која владеела, таа се што ќе кажала, мажите и паѓале пред носе, на колено. И она била исто сурова, многу, али многу праведна била. Во одлуките своји, таа делала многу во правда, така да знаела да зборува сите могучни тогашни јазици кои се зборувале на светот. Таа не требала ниту умаш таа кога зборувавме. Во тој период, затоа што таа тогаш во Александрија се наоѓа целиот научен свет на земјинава топка. Тоа ги повикала сите научни луѓе да бидат во академиите во Александрија. Чинам дека и ден денес е најголемата библиотека во светот токму во Александрија. Сега е најголемата библиотека отворена, направена, во која и моите книги се наоѓаат таму. Во таа библиотека, да, фала. Така да тамо сега и тие беа срекни што дојдоа македонски книги во Македонија, во Александрија. Тие знаат кои се, тие знаат дека тука македонска крв во нив тече, не? Така. Тоа не види на работа. Вистината. Да, па они сите знаат тоа. Тоа само во Македонија не се знае. Така. За жал многу тажно е кој ќе слушнам дека македонците не се знаат кои се, што се, кога во светот, кога ќе дојдеш ти во Александрија, кога ќе кажеш дека си македонец, па они те гледаат како Господа дошол. Сепак чинам се менуваат нештата во... Да, полека, да, фала му на Господ. Полека тргнаа работите, меѓутоа многу време треба. Така, во каменот на Розета со македонско писмо се напишење имињата на Клеопатра и Птоломеј, што му овозможува на Шамполион да го дешифрира хиероглифското писмо. Но и денес господин Таристово Детентов дешифрира повеќе од 2/3 од писмото, за кој што доби и благодарница од премиерот тогаш Путин во Сан Петерсбург во мај месец ова година. Јас би нешто кажал, знаете што не се сложувам баш со моите браќа, иако ги почитувам, голем труд, они го прочитаа македонското писмо. Меѓутоа нивните изјави во книгата сама кај што пишуваат, јас не ги поддржувам, затоа што они таму имаат направена некоја грешка. На каменот Розета се наоѓаат 3 писма, од кои едно е писмото на Египет, во кој тие живееле македонците. Тој камен е направен од македонските цареви, од птоломејците. Тоа биле поише камења вакви со истиот текст или со други текстови, исто такви слични текстови на 3 јазици, затоа што прво имало македонците кои го зборувале старото писмо, кој го пишувале, го читале, го знаеле, и новото писмо со Александар Македонски, кој се уведува во Македонската империја како ново писмо, како нов есперанто, за сите македонци да го разбираат од Пела до Александрија, да се разберат со еден јазик. И тој нов јазик, така наречен којне, е исто на овој камен напишан. Тој не е грчки, затоа што Грција нити постоела, нити па Грција имала некој влијание, хелените да имале влијание таму, затоа што со хелените 2000 години не се слуша, а они тоа така го напишаа во нивната книга. Тоа е, се извинувам, искрнување на македонската историја. Да, тоа ќе им префрла, не ги имам видено уште овие мои браќа, иако ги ценам, голем труд имат вложено, ама на каменот Розета се наоѓаат 2 македонски писма и едно египетско. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Еве се навраќаме на онај брод кој Клеопатра и Цезар крстарале повеќе месеци по нив, а само по себе бродот е една мала палата или еден мал град. За тој период да се изгради еден таков брод, па тоа е стварно фасцинантно. Па видите, све што се градило, што се правило, никој друг не правил него македонците. Дали тоа правиле бродови, дали правиле скулптури, дали правиле згради, кои или Александар храмови. Александар 70 града изградил. Па вие што мислите 70 града преку нокли се прават? Тој за 12 години да изгради 70 града. Кажете ми, која држава денеска може, е во можност да изгради 70 градови за 12 години? Па ја верувам дека нема така држава, нити ќе се роди на земјината. Некоја надприродна божествена сила постоела веројатно. Не само тоа кажува дека македонците биле голем народ, организиран, организација огромна.
Тоа, пазите, не е само што вика што ние дека тие со штемајзи работеле и со електрични бормашини, не знам, со орудија и така. Све со рака, тоа стои клесано, со чекани и со мајзел и тоа бронзени, оти го знаеле челико да го работи, имале челични чук, ама тие еден столб само да го направиш. Па тоа ти треба месеци, година. Тоа значи илјадници, тоа масовна, тоа кој може да го прави осим фалангата. 40.000 војска е имал Александар, со фалангата тргнал, додека кога влегол низ во Персија, кога му се приклучили другите македонски племења, кога се приклучили кон фалангата, тој немал војска од 40.000, тој станал на милион. А тој милион народ така работел нон-стоп, тие кај што поминувале, правеле патишта, правеле мостови, правеле школи, правеле градови, правеле се. Така да, у тоа време они директно со своето присуство на сите тие го претварале од буниште, правеле палати. Тоа било што ги восхитувало сите македонци на целиот тој пат, тие да го сакаат Александар. Александар ќе остане во генот на сите македонци, ќе му остане незаборавен. Они илјадници години уште ќе го споминат и ден денеска Александар се спомина. И да одите низ другите народи кои не го заборавиле. Темата е неистрпна. Има над 500-600 писатели, а може 1000 и неколку илјади може да се кои пишуваа за Александар. Тоа е невидена работа. Во тој контекст, господин Поповски, имам податок дека само во Франција годишно докторираат 346 доктори науки на тема Александар Македонски. Што мислите? Тоа уште еднаш покажува дека тоа е неисцрпна тема. Па не само во Америка, па да знаете што. Па таму се илјадници на таа тема што докторираат. Тоа е светот, човече. Тоа е она што есенцијата на човечанството. Абе сите ти реков знаат за Македонија, само кај нас не знам. Еве, се навраќаме повторно за и тоа благодарение на Ангелина Маркус ги запозна со сите. Таа ја напиша 10-15 книги. Со голем труд, со голем љубов и жалосна една жена таква која има Македонија, бе, таа да е на американците, да е на германците, на енглезиве. Па знаеш што ќе направи со неја? Бе, таа ќе седи во златна палата, ќе чува кој јајце златно. Би го спомнали тука и Ташко Белчев, би го спомнали Вангел Божиновски, Васи Илинов. Вангел Божиновски, неминуно го сакам, не го познавам лично, а би сакал, баш му се јавив да се видам, сакам и ќе го поканам, ако можам да се сретнам да го видам, зато човекот што тој направи серијална емисија од областа на архитектурата во кој што ги запозна нашите. Без секој ден компјутер имам два, едниот пишувам, на другиот го уклучувам Вангел Божиновски и Васил Илинов, си ги слушам секој ден. Истите работи 20 пати сум ги чул, малце ми е. Меранат ми даваат снага, сила. Би го споменал тука и Ташко Белчев, еден извореден писател кој стварно за Македонија направи повеќе томови. Но ние да се навратиме за Клеопатра, за книгата, велат во храмот Дендера, во кој Клеопатра била почитувана како божица, уште додека била жива. Дока она била жива, уште во тој храм таа веќе била божица, затоа што видите, Клеопатра не е случајно додена како и Александар. Таа е на исти начин очекувана долго време. Јас кажав во една емисија дека тој контекстот на некој доваѓање на Божите синови кај македонците има некој ритам од 300 години. Така да после 300 години по Александар Македонски доаѓа Клеопатра која се очекува како Божија и таа ќерка е, женско е, ама Божија која се очекувала и која станува во Мисир, можело жената да биде исто богиња. Така да во Мисир таа се раѓа и станува Божица македонска која тука живее и во тој град кој е еден од најголемите за култура, за се што постои во светот, најголемите центри за трговија, немало што немало во Александрија. Токму овде во оваа слика би рекол или карта е прикажано храмовите, прикажано е сиот миниатюрен град во тој период на Александрија со сета општествена установи. И вели Клеопатра како владетелка работела во една хармонија. Да. Во тоа време, слушате, таа реков дека таа ги поседувала најголемите институти на земјинова топка. Тука се наоѓале сите во Александар. Научените луѓе, најголемите експерименти кои се вршени во сите науки. Дали е тоа археологија, дали е тоа, например, за медицината.
било што се наоѓало во тоа време, дали било за посматрање на звезди, на сонцето и така натаму, сите институти се наоѓале во Александра. Таа била главната која имала секојаш приступ. Она нон-стоп присуствувала со учените луѓе, била во контакт. Секој дневно таа соработувала со нив. Секој ден на часови била. Така да таа поседувала невидено богатство знање. Таа била нешто ретко кој со незе можел да се мери. Таа се наоѓа и во Рим, но сето тоа знање веројатно е пренасочено во тој дел на Италија и се вели дури и Рим и Ватикан е изграден токму од овие мајстори, од овие мислители, од овие наши. Па видите сега, Клеопатра се раѓа, таа е новата македонска Божја царица, која треба да го продолжи новото светско поредување, како што го продолжил Александар Македонски. Александар Македонски тргнува од Пела и стигнува до Александрија. Заминува целиот до Индија, сите тие места ги посетува и го отвара новиот пат на новото царство. Сега Клеопатра е таа која треба вториот пат да го прави, патот, и таа се запознава со Цезар. Да, Јулија Цезар се запознава и тој живее во Рим, во едно селце. Рим во тоа време е село. Нема никој да мисли дека е град. Тоа е едно малечко селце во кое тек тие тамо живеат така некои си јаки, здрави македонци кои водат војни и така натака, и македонците се борат на сите. Рим не е нешто друго, е Македонија. Тоа не припаѓало, тие се македонци римјаните, не се ништо друго. Не дошол некој народ да паднал од небо, не врнело народи. Едно се знае, од Балканот се расширило све и се целото Средоземје населено со македонци. Тие си биле дел од Македонија. Меѓутоа тие си живеле тамо на некое место кое се викало Рим. Она доаѓа тамо, го запознава Цезар, се венчава со него и тој ја вика да идат да живеат во Рим, во тоа селото. Вика, слушај бе, брат. Вика, ти ми си маж, вика, јас ти пружам дека све неубаво, патот што спомна, во таа барката убаво, тој бродот прекрасен целиот со злато, невидена послуга, невидено тиши, папагали, нешто немало, тој им свира цел ден, папагалчиња, музичиња, не знам тоа, им свира со гитари, со се и така натака. Тој целото време дока патувал со незен из Нил, која се шеткарале после свадбата, тој тоа што го доживел, она му вика, види што ти пружам одека во Александрија. Ти имаш се и се што дека научниот свет, све можеш да видиш. Ќе дојдам во Рим, јас вика, кај тебе. Ќе го направиме новото царство, ама ако ќе ми пружиш се она што јас ти пружам овдека. И тој му вика, да, јас вика, сакам да ти пружам, ама вика, немам толку голем капитал. Она вика, за капитал не треба да разговориме. Во тоа време македонската царска палата во Александрија е најбогатата куќа на земјинава топка. Таа има неограничени средства, капитал, злато, пари и така натака, така да се јако богати. Она му вика, нема проблем, пари добиваш, ти гради. Ќе изградиш, вика, царската палата, вика, ваква, вика, во Рим, ќе ти ги дадам, вика, и мајсторите и така натака, со незе ги праќа најдобрите градители, граѓевински инженери и така натака, работници, и ти одат, крадат палатата. Тогаш почна Рим тек да се гради, Рим бил селце. Тоа да биде новата престолнина на Македонија. Одат они тамо во Рим и тука почна македонската нова престолнина. Македонски корени. Во рецензијата за книгата Клеопатра VII, за Македонија, за царската македонска династија, за Александар и Клеопатра, не се доволни ни филмовите, ни книгите, ни написите, за да се исцрпи таа тема, толку значена во светската историја. Колку повеќе ни се оспорува идентитетот, толку повеќе се актуализира проблематиката во фокусот на сите настани околу тоа дали бевме, дали сме и дали ќе бидеме тоа што сме. Се повеќе македонци настапуваат со вистинските аргументи и материјални докази за соосознавањето на самите македонци, заблудени од лагите што во светот се воведени пред 2 века, и таа грешка со која македонската култура се прикажа како грчка, полека се исправа. Еленизмот се заменува со македонизам. Грчката култура се третира како античка, за да се нарече со вистинското име древно македонска култура.
и самите грци веќе по музеите, артефактите ги нарекуваат македонски. Ристо Поповски е еден од тие македонци што животот го посвети по истражувањето на се што е македонско. Работејќи во Германија, секојдневно и буквално копа по библиотеките и книжарниците се што се пишувало за Македонија, собира во една голема архива и ги потикнува луѓето да градат ист став како него. Ете, господине Поповски, како е вашето продолжение за воиднина? Па видите, јас имам огромен материјал. Кажавте во почетокот дека поседам најголемата библиотека за македонски работи. Собирам од сите страни све што ќе најдам за Македонија да пишува, така да имам огромен материјал. Секојдневно сум на компјутер. Секој слободно време не го користам по кафани, не идам на свирки, на песми, него си седам на компјутерот и си пишувам. Тоа ми е најголемо задоволство да пишувам за Македонија, да ги прегледувам сите артефакти, да ги разгледувам, да размислувам за нив, да соработувам со мои пријатели кои се занимаваат со оваа работа. Така да имам огромен материјал, невиден материјал. Над 1000 цедиња имам со материјал за Македонија. Ставени веќе. Тоа е огромен материјал. Тоа е невиден материјал. Имам... А дали го понудивте во нашите институции како можности? Па видите, ако го понудам на нашите институции ќе направат катастрофа. Морам да ви кажам. Можно е дека некој се... Не може, оние што не се разбират на некои работи не треба да се занимаваат со тоа, да ви кажам. Не може да се занимаваш со политика ако не си завршил школи за политика. И затоа така политиката е во многу држави. Сега, јас се занимавам со Македонија и со македонски работи, да. И имам голем материјал и имам веќе припремам неколку книги, имам припремено и те ќе припремам. Дали можеме да ги разоткриеме и да кажеме на нашите слушатели? Па видите, сега пишуваме една поголема книга, сега за кратко време треба да излезе методологијата на македонците. Таа е готова, веќе на година дена чека за... Можам само да се помолам на Господ, дека брзо мислам дека ќе биде. Таа е припремена, е готова. Треба уште малце мојот омилен пријател и соработник, драг соработник Никола Стојановски, кој ја ги прави компјутерски нашиот и припремата на целата книга. Тој ги со Ангелина некојаш и таа ми помага за да ги тачно да ги дефинираме кои слики ќе дојдат во секоја книга. Иначе ние материјали имавме, можеме тука да направиме книги да се чуди светот, ама ние немаме толкави средства, затоа што овие книги за жал никој не ги финансира од владата, нити некоја си наша институција. А дали постои интерес за превод на други странски јазици? Како нема, луѓе се интересираат, јас ги давам на мои пријатели германци, после се вика зашто не е вика на германски или на енглески, на француски и така натака. Она што ги пишував на германски, моите пријатели ги се одушевени германци, ги читаат, вика нешто невидено, вика не сум знаел за оваа работа, тех седа. Тек и они сега разбираат дека она е македонка, дека Филип е македонец. Они све мислат оние лаги што ги ширеле Европа, што со векови, што ги правеле 200 години, што шират против нас. Ама меѓутоа сега фала му на Господ се поише луѓе разбираат дека тоа е Македонија. Јас кажам, за жал македонската влада не е заинтересирана за овие книги, зашто и како самата нека каже. Нити Ангелина ја финансираат, кој стварно најголемата, најпопуларната македонка, сите ја сакаат и бараат книги. Имаме многу, тој Васил Илјов напишал книга, не може да ја издаде, тој не може да издаде книга кој има мала пензија, а книгата ќе го кошта неколку илјади евра. Он не е милионер. Овие луѓе не се милионери, овие се луѓе љубители на Македонија, на македонизмот. Так. И си пишуваат, треба да се помогнат. Ние имаме и добри сликари, треба да се слика. Ова што е, овие се сите веćinom верзии европски направени, многу слики кои ги гледате самите што ги ставаме се на европски начин, на некој си нивни начин правени. Овие треба да се сите да се прецртат, да се направат на македонски стил, како што биле македонците. Македонците не личат на европјани таму како што се у Париз цртани некои си работи. Секој имале прекрасни црти. Да, они си имале не само црти прекрасни, него си носели други алишта. Лиштата се важни. Ти се носеле како и денеска, истите носи и ги носат. 2000 години ги носиме истите носи. Сите овие работи што се носат се наоѓаат во гробовите, така ги откриваат. Ќе откријат со истата, али што ги наоѓаат. Дали досега имавте некои проблеми од некои институции или поединци во земјата кај што живеете?
Видите, немамо никого, фала му на Господ, никој не ме чепка, јас сум македонец. Не, дали постои некој антагонизам од некој поединец, во тој смисол мислам? Па нема до сега, ја не сум приметил некој дека ме нападнал, дека јас би сакал да ево критика, да имам еден критичар да каже за книгиве нешто, они не знаат. Или да те оспори некој. Да, некој, нема, кој не се разбираат, како ќе каже за нешто. Вистината е најголемото оружје. Па да, најголемото, тоа е сите германци, сум ги давал на германски преведени. Јас сите книги прво ги пишувам на германски, па те ги правам, затоа што јас најмалце во Македонија сум живеел. Јас ова го знам, што сум љубител на Македонија. Јас 10 години живеев во Полска, па живеев 10 години во Скопје, тука во Македонија, па 40 години живеем во Германија и во Италија, во сите други држави сум бил, али не сум италијански перфектно зборам подобро од италијани. Меѓутоа зборам повише јазици. Меѓутоа, ама во сите тие места ја афирмирате Македонија? Само Македонија. Јас сум со Македонија окупиран. Јас ја сакам својата држава. Јас сум, тоа ми е корено, татко ми, дедо ми, сите сме македонци. Ние сме од Беломорска Македонија, од село Попли, на малото Преспанско езеро, и од тука тргнува мојот пат, кој е многу со трнија положен, кој го изминав со мојата мајка, која пред 3-4 дена почина. Бог да ја прости. Така, ево сега дојдов ради неј за тука и ја имам прилика вака среќа да нешто кажам за книгиве и тоа. Господине Поповски, ми причинува се чест што бевте во емисијата Македонски корени. Ви пожелувам понатамошни творби и книги да објавите. Многу здравје. Фала ви многу, да ви кажам, потребно ми е и здравје и вакви поддршка од вас, као што да ме поддржат, доста и добар збор да се каже, да ме наполните со енергија за да можам да пишувам, да имам сила. И знаете, и пишувањето не е баш многу лесно, треба да седите на компјутер, вместо да се движиш, ти седиш. Па тоа е мркотрпна, просто водам од често по архивите, по разни, па патувам, па тражам, па ќе чуjem за некој материјал, па се наоѓам тамо, па да го најдам, да го видам што е, кој е, да видам од што се работи, така натака. Имам доста работа и творам, и сигурен сум дека ќе успеам на мојот македонски народ да им подарам уште повише книги и повише созданија за него, за да се гордее, да биде горд. Дека ние македонците стварно сме заслужиле пред овој свет да се гордееме со нас, со името, со се. Уште еднаш ви благодарам на гостувањето, господин Поповски. Драги слушатели, до слушање до идната среда во 12 часот, репризирана в понеделник во 21 часот. Водител и уредник Никола Бомбас. Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени.